На пратениците од Коалицијата за подобра Македонија и ВМРО-ДПМН. Да, во име на пратениците. Има разлика. Внимавам на вордингот. Имам малце повеќе искуство тука, трпе се смее. Да, не, окей, коректно. Да, може? Добро. Ви благодарам за присуството. До нас стигна информации објавени на многу бугарски информативни медиуми, дека пратениците во Бугарското собрание веќе добиле можност да направат увид и да го погледнат нацрт договорот, усогласениот договор помеѓу Република Македонија и Република Бугарија. Тоа е објавено во бугарските медиуми и нас ни создаде дополнителна грижа и дополнителна одговорност да превземеме иницијатива како пратеници во Собранието на Република Македонија во име на граѓаните и во име на јавноста, уште еднаш дополнително да побараме од владата на Република Македонија, од премиерот Заев и од министерот за надворешни работи Димитров да направат можност и пратениците во Македонското собрание во име на граѓаните да имаат увид во овој нацрт усогласен договор со цел да се избегне било каков сомнеш за содржината и за целите на тој договор. Од тие причини 6 пратеници денеска, меѓу кои јас, господинот Антонио Милошовски, господинот Никола Поповски, господинот Емил Димитриев, господинот Трајко Велјановски и господинот Владко Ѓорчев, се одлучивме да упатиме писмо до господинот Заев и господинот Никола Димитров. Дозволете ми да ви го прочитам писмото во целост, а во текот на денот ќе ви биде и доставен. Господин премиер и господин министер за надворешни работи, во македонската јавност пристигнуваат информации од бугарските медиуми за наводни елементи на текст кој бил прифатен од македонската влада во однос на содржината на билатералниот договор помеѓу двете земји. Во рамки на официјалната комуникација од македонски владини институции, срамежливо се потврдува дека текстот на договорот е усогласен. Во јавноста се остава впечаток дека се прифаќа текст кој владата посакува да го формализира надвор од очите на јавноста. Истото е извор на загриженост. Собранието на Република Македонија, согласно Уставот и Законот за надворешни работи, има носечка улога во водењето на надворешната политика. Од тука, цениме дека загриженоста може да биде надмината преку споделување на нацрт текст или усогласен текст на договорот со Собранието на Република Македонија, со пратениците како представници на граѓаните. Тоа би било и во духот на ветувањата за транспарентност во работењето од страна на председателот на владата на Република Македонија господинот Заев, како и на вашите искази на Комисијата за надворешни работи, дека текстот на договорот ќе биде споделен со пратениците во Собранието, чија инклузивност сами ја побаравте. Конечно, прашуваме дали владата стои на тоа дека ќе работи заедно со опозицијата за прашање од национален интерес и гарантира транспарентност, или веќе во првата прилика ги газите принципите што сами ги најавивте, а од опозицијата очекувате да ви поддржи ваши договори без да може да учествува во процесот. Во очекување на текстот од договорот и најскора дискусија во Собранието околу националните позиции на оваа тема, со почит Димовски, Милошовски, Поповски, Димитриев, Велјановски, Ѓорчев. Ви благодарам. Дали има прашање на оваа тема или било која друга тема? Ајде, ако сме на оваа тема, после да ги прашам. Ајде да му дадеме на Миле можда. Па ќе видете, потпишување на договор
со Република Бугарија е прашање од државен карактер и од национален карактер. Било каков процес во кој што ќе биде исклучена најголемата политичка партија во Република Македонија нема да донесе ништо добро. Нити за Република Македонија, нити за самиот договор. Затоа ние се повикуваме на зборовите на премиерот и на министерот за надворешни работи, кои што при формирање на влада и при дискусии на комисија за надворешни работи сами повикаа на инклузивност и сами повикаа на подадена рака. Да, стоиме на располагање секогаш кога станува збор за државни и национални интереси да се вклучиме во процесите и да се надминат сите проблеми кои што се создадени врз Република Македонија на патот кон нејзиното евроатланско интегрирање. Но немаме намера да бидеме грубо покритие без да бидеме вклучени во процесот. Ние веќе 15 дена ја бараме оваа информација. Немаме никаков одговор. Ова е една од причините зашто се одлучивме на формирање на 10 пратенички групи и посебно поразително беше моментот кога дознавме дека во бугарскиот парламент веќе е почната процедура и на бугарските пратеници им е овозможен увид во нацрт текстот на договорот. Кога Република Бугарија може да помине низ таков процес, сметаме дека и Република Македонија неопходно мора да помине низ ваков процес. Владата може да го разгледува договорот, тоа е во рамките на надлежностите на владата. Овој договор по закон ќе дојде и на ратификација во собранието. И тоа е во рамки на закон. Оно што ние дополнително го бараме е овој договор да го видиме како парламент пред да биде потпишан. За да можеме да се чувствуваме дека сме вклучени и граѓаните на Република Македонија без разлика на нивната етничка или партиска припадност да чувствуваат доверба во овој процес. Повторувам, исклучување на најголемата политичка партија во Република Македонија од овој процес ќе е доволна причина за огромни недоверби во јавноста. Верувам дека нити владата на Република Македонија тоа го посакува, а верувам дека нити нашите партнери од Република Бугарија и од меѓународната заедница би биле сретни со таков развој на станите.